Македонија нема потреба да ја исполни обврската од реформската агенда со која се бара државата да престане со набавка на струја за граѓаните, сметаат експертите. Тие ја поддржуваат изјавата на премиерот Христијан Мицкоски, со која тој потврди дека Македонија нема да го исполни овој дел од реформската агенда. Според експертите, иако Европската унија инсистира државата целосно да го либерализира пазарот, тоа не треба да се дозволи, бидејќи тогаш ќе се изгуби социјалниот статус, народот ќе биде посиромашен, бидејќи граѓаните ќе плаќаат многу повисока цена на струјата. Одлуката на премиерот сосема во ред, и тоа не само во однос на обврската државата да не учествува во формирањето на цената на електричната енергија, која што потоа се наплатува од потрошувачите, од граѓаните, е сосема правилна и на место. Државата треба да се грижи за стандардот на граѓаните, а не единствено да спроведува некои директиви, регулатива, која што воопшто нас лично како држава не ни одговара. Според експертите, државата свесно со оваа одлука губи средства во буџетот, но ако таа не ја обезбеди струјата и не субвенционира дел од истата, тогаш цената некогаш е и двојна поскапа од таа што ја набавува ЕСМ, па истата ќе треба да ја плати народот, со што директно ќе влијае на осиромашување. Воедно експертите предлагаат државата не само да дава само субвенции за струја и да ја продава на граѓаните под пазарна цена, туку да ги мотивира да постават фотоволтаици за собствени потреби. Придобивките се двојни. Ако граѓаните дел од своите потреби ги задоволат од собствените колектори, тој дел од електрична енергија не мора државата да ја субвенционира и да издвојува од буџетот. Двојна е добивката. Според експертите, Европската унија не може да бара од земјава да исполнува услови кои за нив се лесно остварливи, бидејќи тие одамна ги имаат поминато чекорите на индустриализација и веќе долго време работат на сегментот на енергетска независност, додека Македонија сега го фаќа тој пат и треба време да се подготви за целосна либерализација на пазарот.